Во текот на вчерашниот ден во инфоцентарот на Пониква, градоначалникот на општина Кочање Никол Чулиев остварил работна средба со вице-премиерката Мила Царовска и раководителот на сектор за соработка во делегацијата на Европската унија Никола Бертолини, на која ги представи проектите за развој на туризмот во општината и регионот. Домаќинот и гостите разговарале за стратегиските определи во сферата на туризмот, за што е подготвена документација за неколку проекти во која општината вложила. Целта на посетата беше, односно тие дојдоа на моја покана, каде што јас имав јасна цел или задача да ги презентирам проектите со кои што сакаме да аплицираме на повиците од Европската унија за реализација на проекти кои се исклучиво од интерес на граѓаните на општина Кочани. И не случајно средбата беше на Пониква, бидејќи проектите кои што ги финансира во моментот Европската унија преку Светска банка се претежно за развојот на туризмот, една од најбрзо растечките гранки. Ние веќе имаме поддршка од страна на европски пари преку Светска банка, тоа е проектот Планински велосипедски рај кој е во тек. Имавме прилика да го посетиме, односно да на лице место се увериме и видиме реализацијата на овој проект и секако една убава прилика во повеќе часовен разговор ги представам неколкуте проекти кои што сметам исто така дека се многу важни за развојот на Пониква, а секако и на општина Кочани. Вице-премиерката Царовска и представникот на делегацијата на Европската унија Бертолини го посети објектот во Градба, што ќе биде наменет за планинарски дом на Пониква, проект финансиран од Светска банка со средства од Европската унија. Инаку денеска Илиев не прецизираше за какви проекти станува збор и во кои делови за осоговието се однесуваат. На новинарско прашање дали се опфатени врвовите Цареврав и Руен како извонредни потенцијали за зимски спортови и туризам, тој одговори: разговаравме пошироко за целиот регион, тоа значи дека разговаравме за Царев врв и целосно беше представена студијата за развој на зимските спортови на Царев врв, како и многу други студии кои се, како што реков, многу важни не само за Кочани, туку и за целиот регион. Секако дека акцентот беше даден на општина Кочани и Пониква за реализација на проекти кои веќе ги имаме изработено. Тоа е сега кога веќе одиме понатаму, значи еден од важните проекти е изградба на брана на Арамиска чешма, која е од навистина од огромно значење како за развојот на туризмот и снабдување со вода на туристичката населба, така и за наводнување, односно снабдување со вода на трите села Пантелеј, Нивичани и Рајчани.